Дозволете да ги кажам најновите информации во врска со состојбата со COVID-19 вирусот во нашата земја. Во однос на дневната статистика, се до почеток на пресконференцијата, се уште не беа стигнати бројките од една приватна лабораторија во однос на деталната анализа по градови. Имаме само вкупната бројка. Во однос на тоа, дозволете да кажам дека би било добро да сите ги чекаме овие официјални бројки, да нема шпекулации, заради тоа што бројка како бројка, а при тоа да не се земе во предвид и бројот на контакти, од каде тие потекнуваат и како се анализираат, мислам дека нема големо значење. Во таа смисла, од вкупно 868 направени тестирања, имаме 67 позитивни пациенти во изминатите 24 часа и во следните неколку часа ќе објавиме и деталната статистика, анализа по градови. Има 25 оздравени пациенти и 1 починат пациент. Во однос на состојбата по институции, клиники, болници, до утрово на клиниката за инфективни болести примени се 6 пациенти, сега се хоспитализирани вкупно 40 и нема пациент кој што е на механичка вентилација, а на кислородна поддршка вкупно 16 пациенти. Во болницата 8 септември се вкупно хоспитализирани позитивни на COVID-19 вирусот 27 пациенти, од кои на респираторна машина се 6. Во болницата во Битола хоспитализирани 7 пациенти, во болницата во Штип 14. На инфективните оделенија во Охрид, Велес, Куманово и Прилеп вкупно хоспитализирани 27 пациенти кои што се позитивни на вирусот. Неколку зборови во однос на активноста на терен на Државниот санитарен здравствен инспекторат и на епидемиолозите. Детално ги елаборираше активностите директорката на ДСЗ, доктор Бухова. Во Штип се затворени 6 конфекции, дадени се 55 решенија за самоизолација. Во текот на следните денови ќе се тестираат вкупно 600, отприлика околу 600 вработени. До сега се направени 100 тестирања. Еден дел од вработените и сега како прашање стигна се наоѓа на своите работни места, меѓутоа тоа е со цел да се направат тестирањата, значи да се земат брисевите и материјалите. Во Тетово се издадени 8 решенија за позитивно диагностицирани пациенти, 54 за нивни контакти и имаме информации за еден нов кластер, еден позитивен со решение за самоизолација и се прават анкети на 40 вработени, тоа е во еден правен субјект во Тетово. До вчера се направени вкупно 70 тестирања таму, планирани се 150 од она што го најавив во текот на вчерашната пресконференција. Во однос на активностите на други места, во Липково од вчера 12 позитивни од Кумановскиот центар за јавно здравје, 11 се од Липково и тука интензивно работи денеска на екипата на Центарот за јавно здравје во Куманово, помогната од епидемиолозите од Кратово и Крива Паланка, и интензивна работа во Скопје, во Чаир и Студеничани. Огромен број од вкупниот број на контакти на претходно диагностицираните се во рамките на 10 семејства и тука се прават интервјуа, се стават луѓе во изолација и се тестира согласно ризикот кој што епидемиолозите го проценуваат од анкетите. Во однос на скринингот, во приватен дом за стари лица кој што има објекти во Ченто и Кадино, во едниот се позитивни 2 штитенички, а во другиот 3 вработени, изанализирани се сите контакти и дадени решенија за изолација.
Во однос на останатиот скрининг продолжува во градинките, има информација за позитивен полицаец од пограничната полиција од странство, кој што после враќањето во Унгарија бил тестиран и е позитивен, и согласно тоа вчера се направени анкети и 30 на странски полицајци кои што се на јужната граница и 30 на наши полицајци кои што биле во контакт со полицајцот кој заминал, ќе бидат денеска тестирани, завршени се анкетите и се дадени решенија за изолација. Во однос на рестриктивните мерки кои што ги најавивме во текот на вчерашниот ден, во смисла на тоа дека комисијата ги разгледува, се уште нема одлука, ги пратиме информациите, бројките од денеска, ќе ги пратиме и во текот на утрешниот ден и во утре, среда или четврток ќе се донесат соодветни одлуки. Дозволете да упатам и неколку пораки до граѓаните. Почитувани граѓани, игнорирањето на вирусот и негирањето дека тој постои нема да помогне во надминувањето на оваа состојба. Секаде во светот станува збор за имплементирање на истите мерки за заштита на населението и намалување или елиминирање на ризикот од ширење на заразата, маската, дистанцата, редовното миење, хигиена, дезинфекција на раците, единствениот механизам кој што може да не заштити како поединци и како општество. Граѓаните кои се одговорни и кои доследно се придржуваат до овие мерки треба да бидат пример за сите останати. Поради тоа што рестрикциите и повторното затварање се непожелни и не може да ги избегнеме само доколку се однесуваме дисциплинирано и ги прифатиме овие нови правила кои што впрочем не се само во нашата земја, туку и во сите други земји во регионот, во Европа, практично во целиот свет. Во контекст на тоа, Комисијата за заразни болести интензивно работеше, анализираше податоци, секој изминат ден, кумулативно 2 консекутивни недели врз основа на тоа се димензионираа мерките. Се разгледува можноста за враќање на рестрикциите, но како што кажав, одлука за тоа врз основа на податоците, анализа на тоа од каде доаѓаат позитивните случаи пациентите, дали ги знаеме контактите, ќе се носи во текот на следните денови. Во комисијата членуваат врвни експерти со огромно искуство и во својот професионален делокруг на делување и покрај редовните обврски како епидемиолози, инфектолози, понатаму интернисти, лекари, даваат несебичен придонес во оваа работа. Искуството членовите на комисијата го црпат и од справувањето со претходни епидемии и пандемии минатата година во нашата земја, меѓутоа и други пандемии како на SARS, кога впрочем се изготвени многу протоколи, секојаш со препорака и соработка со Светската здравствена организација. Протоколите се користеа и на почетокот на оваа епидемија, кај нас нормално се модифицира согласно карактеристиките на болеста, но нивната експертиза помогна многу да се имплементира, дадат мерки во соодветен тајминг и постепено да се олабава согласно податоците, бројките кои што секојдневно се анализира. Многу пати до сега спомнавме дека и граѓаните се еден од најважниот дел од целокупниот систем, влогот на граѓаните, поддршката на институциите се клучни во справување како со други, така и со оваа кризна состојба која го погодува целото општество. Сите сме засегнати и како поединци, и како држава, и сите придонесуваме во решавањето на овој проблем. Кажуваме сите овие изминати денови, целиот овој изминат период, дека состојбата на здравствениот систем, капацитетите на згрижување на пациенти, големиот број слободни болнички кревети, нискиот број заразени здравствени работници, број на слободни респираторни машини, познатите кластери, што го потврди оваа интензивна активност во изминатите неколку денови од анализа на контактите и сите други индикатори, укажуваат дека точно знаеме што се случува и имаме капацитет да се справиме и со овој бран на болеста.
Има суштинска разлика помеѓу првиот и овој бран. Тогаш не знаевме што може да очекуваме, не знаевме колку може да се прошири вирусот, имаше многу непознати и за самиот вирус и не знаевме колку може да го оптерети здравствениот систем. Сега имаме една друга состојба, имаме веќе знаење, имаме ресурси, имаме сериозно надграден здравствен систем и во однос на капацитети за сместување, и во однос на медицинска опрема, и во однос на знаење на здравствените работници. Тоа е задачата на системот, да биде организиран и подготвен, односно да сме сигурни дека може да се носиме и со овој бран. Уште еднаш апелирам до сите граѓани да се почитуваат мерките на лична заштита, да се почитуваат протоколите на движење, држење дистанца, ги повикувам надлежните тоа да го контролираат и санкционираат таму каде што има прекршување, заради тоа што тоа е единствениот начин да го спречиме ширењето на вирусот и да се заштитиме.